لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Почитувани браќа, почитувани сестри, еселаму Аллахи алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сите ние добро знаеме дека во историјата големите случаи го одбележале развојот на човештвото. Таквите големи случаи влијаеле на идеолошко-верските движења кои што ги карактеризирале политичко, економско, социјалните моменти во заедницата на луѓето. Така било со сите Аллахови пратеници, така било со сите пегамбери, исте случајот и со Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем. Ако Иса алейхи салату ва селам бил познат по тоа што ги оживувал мртвите луѓе со Аллахова дозвола, ако Муса алейхи салату ва селам бил познат по тоа што со Аллахова дозвола морето му се отворило за да помине со својот народ, ако Нух алейхи салату ва селам бил познат по тоа да изгради голем брод за да се спаси себе си и сите животни врсти кои што Господарот субханаху ва таала одредил да бидат спасени од големиот потоп, тогаш знаеме дека и на Мухаммед салаллаху алейхи ва селеме му се случило нешто многу големо, што исто така во ист, а можеби во поголем размер имало директно влијание на развојот на социолошкиот момент, економскиот момент, интелектуалниот момент, верски момент на човечката заедница. Таа случка не била ни една другу, туку големата битка на Бедр. Зошто да збориме денеска за големата битка на Бедр? Големата битка на Бедр била оној момент кој што одвоил помеѓу вистината и невистината. По таа причина Господарот субханаху ва таала оваа битка ја нарекува и ма'аракетул, ја нарекува и денот на Ел Фуркан, значи денот кога се раздвоила вистината од невистината. Битката на Бедр, почитувани мои, важно е да збориме за неа, затоа што оставила трајно обележје на тоа како се одвивале понатамошните процеси внатре во муслиманската заедница, но и какво влијание тие процеси имале врз сите останати кои што биле во окружението на пегамберот салаллаху алейхи ва селем, без огледали тоа била големата абисинска цивилизација или етиопска цивилизација на југот, или на северот била големата Римска империја, или на истокот големата Персиска империја. Битката на Бедр се случила во втората година од хиджрата на пегамберот Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем. Непосредна причина за битката на Бедр бил караванот од 1000 камили натоверен со сета потребна логистика која на идолопоклониците би им обезбедила голема војна предност против муслиманите. Од таа причина караванот го предводел најискусниот политичар од редовите на Куреиш, тоест од редовите на меканските идолопоклоници, Суфјан ибн Харб. Тие веќе планирале и се подготвувале за војна против Мухаммед салаллаху алейхи ва селем со надеж дека на тој начин ќе му нанесат конечен удар на исламот. И покрај фактот што караванот им избегал на муслиманите, значи по една претходна лукава стратегија на Суфјан ибн Харб, сепак пратеникот алейхи салату ва селам уште 10 дена останал во регионот на бунарите на Бедр, бидејќи веќе добил информација дека војската на меканските идолопоклоници тргнала да се пресмета со нив. Спомнатиот период од 10 дена Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, драги и почитувани мои, го искористил за да воспостави коректни политички односи со бедуинските племиња, за да истите не земаат учество во непријателската војска која доаѓала од Мека. Тоа се случило на 17-тиот ден, како што реков, од месец Рамазан, во втората година од хиджрата на пегамберот Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем.
Битката на Бедр не била голема по бројот на учесници, нели? Но била судбинска и пресудна поради резултатите и последиците кои ги носела како за муслиманите, така и за целото човештво, како што веќе спомнавме претходно. Тука многу е важно да повлечеме една паралела помеѓу Мухамед салаллаху алейхи ве селем и помеѓу Муса алейхи салату ве селам, или да простудираме заедно какви биле луѓето на кои им бил пратен Муса алейхи салату ве селам, како го поддржале во неговата мисија, каков став завзеле кон делувањето и мисијата на Муса алейхи салату ве селам, колку му биле благодарни на Аллах субхану ва таала поради доаѓањето на Муса алейхи салату ве селам, од една страна. Од друга страна, важно е да знаеме какви биле асхабите на Мухамед салаллаху алейхи ве селем, како тие реагирале кога биле повикани во големата битка на Бедер. Значи, станува збор за двајца пратеници, за двајца пејгамбери со иста мисија, но, значи, ве молам, обрнете внимание, иста мисија, но со драстично голема разлика помеѓу менталниот склоп на луѓето кои навикнале да бидат робови под власта на фараонот и луѓето кои едвај чекале, значи мислиме на асхабите на Мухамед салаллаху алейхи ве селем, значи луѓето кои едвај чекале да се ослободат од робството и глупавоста на некакви измислени норми на однесување, наметнати од страна на доминантната идеолошко-економска елита во заедницата. Првите, тоест евреите, значи од редот на Муса, од народот на Муса алейхи салату ве селам, уште на почетокот, браќа и сестри, ја откажале послушноста кон Муса алейхи салату ве селам. Додека асхабите, кои ги исполниле срцата со искрена вера во Аллах субхану ва таала, едвај дочекале да ја потврдат нивната припадност и лојалност кон исламот. Првите дефинитивно пателе од феноменот на епигонизам, или од она што фараонот или фараонската династија веќе 500 години наназад им го наметнувале. Навикнале да бидат робови, навикнале да бидат послушни, навикнале некој да ги удира по глава. И кога тоа не би се случувало, тие би чувствувале потреба некој повторно така да се однесува кон нив. Затоа немале во пресудниот момент кога Муса алейхи салату ве селам ги повикал кон она што Господарот Аллах субхану ва таала им го наредил, немале храброст и одважност, сила да му се одзват на возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала и да ја покажат сета лојалност кон она во што ги повикувал нивниот Господар преку нивниот пејгамбер Муса алейхи салату ве селам, а за тоа инша Аллаху таала ќе стане збор во нашето следно обраќање кон вас инша Аллаху таала. Ва саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.